По се изгледа се ближи крајот на партнерството меѓу Daimler и алијансата Renault-Nissan. Аналитичарите предвидуваат дека тоа нема уште долго да трае, бидејќи Дитер Цече оди во пензија, а со Карлос Гон знаеме што се случува. Но нивното напуштање на сцената не е единствената причина за едничката приказна да добие поинаков тек. Со повлекувањето од Западна Европа на Infiniti веќе не му требаат германските технологии и летово ќе ги укине двата своји компактни модели базирани на нив. Слабо му оди и на Рено, кој лани за Daimler произведе 72.000 возила, што е 5,5% помалку. Секако лошо ќе се одрази и преселбата на Смарт во Кина. Најголемиот проблем сепак лежи во парите, бидејќи ова партнерство беше потврдено со размена на акции. Така денес Рено поседува 1,55% од Daimler AG, што го прави трет по големина поединечен акционер во германската компанија. А бидејќи таа е проценета на 64 милиарди евра, делот на французите вреди скоро 1 милиарда. Daimler пак е собственик на 3,1% од Renault и Nissan, но пари не му недостигаат. Она што му треба се електричните технологии кои тој сам ги развива без помош на партнерите. Заради сето ова, новите челни луѓе на двете компании се доста воздржани со изјавите за заедничката иднина. Daimler и алијансата Renault-Nissan се договорија за инженерско и индустријско партнерство во 2010 година. На почетокот беа предвидени 3 заеднички проекти, а набргу нивниот број да нарасне на 12. Нови проекти сепак веќе некое време не се споменуваат.